После 65 години постоење, Прилепскиот завод и музеј добива постојана етнолошка поставка. Поставката содржи 350 предмети, но исто така голем дел вакви предмети се сместени во депото, со што се отвора можност поставката да биде променувана од време на време. Поставката е концепирана во три сегменти. Едниот е за нечиството, што е особен белег на Прилепската чаршија, која што била една од најразвиените во Македонија во 19 век. Особено тука е интересна изработката на кантари. Занаетчиството е најраспространета дејност. Овде се потрудивме од неколку најголеми занаети, најзначајни, казанџиски, ковачки, кантарџиски. Затоа што прилепските кантарџи и прилепските кантари надалеку се познати. До Турција, до Истанбул, прилепските кантарџи носеле своји предмети за продажба. И познато е дека секој мајстор си обележува својот кантар и го знаат секој од кој мајстор се било во чаршијата. Вториот сегмент е којунџискиот занает и прекрасните рачни изработки на овие врвни прилепски мајстори. Ковенџискиот занает кој представувал исто така занает за изработка на сите украсни елементи кои ја изразувале облеката, сталежот на носењето и имотната состојба на населението. Колку побогати украсни елементи, толку побогато чорбаџиско семејство во градот. Во третиот сегмент е представен традиционалниот начин на живот, како стари фотографии, обработка на земјиштето, одгледувањето на стоката, народни носи, разни алати, а во централниот дел од просторијата е поставена стара традиционална дрвена трпеза. Оваа изложба се припремаше подолг период, 3 години така да речем, а ние последните пари од Министерството за култура ги добивме пред 2 години за витрините тука. Од нив ние ги направивме витрините, а друго во сето отпосле сето е со сопствени средства и успеавме да направиме еден простор солиден и да го презентираме ова богатство. Покрај оваа поставка под заводот и музеј во Прилеп се и археолошката поставка, лапидариумот, музеот за тутун, галеријата на икони, меморијалниот музеј 11 октомври, спомен куќата на Кузма Јосифовски Питу и спомен куќата на Блаже Конески во селото Небрегово.